Животните успеси и глобалните проблеми се најдоа на виралниот хит 10-годишен предизвик, кој се појави на социјалните мрежи. Greenpeace на Инстаграм објави фотографија од амазонските прашуми, друг Инстаграм профил сподели фотографија од коралните гребени, а се приклучи и Леонардо Ди Каприо кој објави фотографија од Арктикот и од уништувањето на шумите. Неодамна милиардерот Ричард Бренсон со неколку истражувачи со подморница нуркаше во големата сина дупка во Белизе и се изненади од тоа што го пронашол таму – пластични шишиња. Исто така голем акцент се става на климатските промени предизвикани од топењето на мразот. Глечерите на Антарктикот во текот на изминатите 4 децении се топат со голема брзина поради приливот на топла океанска вода. Секоја година од 1979 до 1989 година Антарктикот губел по 40 милиарди тони мраз, кој се топел во океанот. Таа бројка се зголемила на 252 милиарди тони годишно од 2009 година. Нова се надоврзува и нова научна студија објавена во американското научно списание Proceedings of the National Academy of Sciences, со која е потврдено дека денес стапката на топење на мразот е 4 пати повисока. Откритијата се доказ дека светот би можел да се соочи со катастрофални последици, ако климатските промени продолжат со исто темпо. Дополнително придонесуваат сушите, топлотните бранови, суровите бури и други екстремни временски услови, кои настануваат со загревање на земјата. Научниците веќе предупредуваат дека морињата би можеле до 2100 година да се зголемат за околу 90 сантиметри на глобално ниво, доколку светот не го намали испуштањето на јаглерод. Најфрапантниот податок е дека Источен Антарктик, кој има најмногу мраз на целиот континент, се соочува со сериозно топење и дека многу масивни глечери кои досега биле многу малку проучувани, губат значителни количини мраз.